Значи, во овој момент, оние претходни бариери за несоработка веќе се отстранени. Повеќето министри и премиерот наброја неколку проекти. Освен тие, јас би напомнал уште неколку кои што се од исклучителна важност, бидејќи се однесуваат на локалниот економски развој. Тоа е градењето на цевководот кој што ќе го спои хидросистемот Лисиче со езерото Младост. Потоа се надевам дека денови ќе отпочнеме со изградба на пешачка патека со средства од владата на Република Македонија. Исто така не е за занемарување да се спомне дека согласно законот за равномерен регионален развој, двата проекта на Вардарскиот регион, чие седиште е Велес, ќе бидат финансирани во износ од 17 милиони денари. Тоа е поставување на информативни точки за привлекување на транзитните туристи. И вториот проект е за брендирање на производи од Велес, од Велешката општина, но и од Вардарскиот регион. Има исто така проекти кои што задираат и во областа на културата, како што беа спомнати, во областа на спортот. Сето тоа покажува дека општина Велес не само што е географско средиште, туку полека ќе го добие и оној посакуван лик кој што за жал во изминатите 2 децении го изгубивме. Тоа е лик на индустријски, стопански град. За таа цел општината Велес, како што спомна и вице-премиерот, веќе оди со постапка за задолжување, затоа што капиталот за инвестициите не можеме секогаш да го очекуваме само од владата. Велес како успешна општина и како општина која што има собствена визија за развој, со тие проекти ќе допринесе за развој на локалитетот езеро Младост, каде што покрај транзитниот се очекува да се развие езерскиот и винскиот туризам. Има можност по трет пат во последните 3-3,5 години да учествувам на една ваква трибина. Тоа е доказ дека ВМРО ДПМН не се двои од граѓаните и тоа е доказ дека сме спремни во секој момент да се соочиме во граѓаните. Значи во овие 3 години и неколку месеци од кога ВМРО ДПМН е на власт, ова е трета ваква трибина во нашиот град. Велес е град кој долги години беше најголема жртва во Република Македонија во поглед на приватизацијата, во поглед на транзицијата, во поглед на нереформираното судство, во поглед на долгите стечајни постапки. Граѓаните на Велес долги години ги трпеа најштетните последици од сето она што можеше да го видиме како црна слика на таа транзиција. Фактот дека целиот владин тим, повеќе пратеници, сме овде пред вас, е доказ дека ние имаме намера да продолжиме да се бориме со последиците од таа мачна транзиција. Знаеме дека во се не можеме наеднаш да успееме, знаеме дека веројатно и во некои работи сме сгрешили или ќе сгрешиме во наредниот период, меѓутоа доказот дека сме овде пред вас е доказ дека имаме намера да продолжиме да се бориме во поглед на подобрување на животот на граѓаните на Велес. Повеќето претходни дискутанти спомна дел од проектите кои што досега беа направени во Велес од страна на централната власт и од страна на локалната власт во последните неколку месеци. Јас на брзина би ги кажал работите кои што досега ги направивме, меѓутоа поголем осврт би направил до она што треба во наредниот период да направиме. Значи, после 15 години ветување дека ќе започне со изградба нова зграда за театарот во нашиот град, оваа влада со овој министер за култура, со овој премиер, конечно после 15 години ја започна изградбата на новата зграда на театарот во Велес. Овој министер за транспорт и врски и овој премиер ја завршија санацијата на свлечиштето Рамина со изградба на подпорниот зид. Оваа влада забрзано ја заврши изградбата на браната Лисиче, со што се комплетираше еден многу значаен сегмент за водоснабдувањето и за обезбедувањето на питка вода за градот Велес. Овој владин тим изгради нов стадион, фудбалско игралиште, кое што е во градскиот парк во Велес. Овој владин тим реконструираше веќе неколку училишта, фасади, значи покривни конструкции и така натака. Овој владин тим направи ново фудбалско игралиште, односно нов фудбалски стадиони во општина Чашка, огромен број на улици и патишта во општините Чашка и Градско, водоводни и канализациони системи во тие две општини. Оваа влада за прв пат во историјата на Велес формираше факултет со седиште во Велес. За прв пат Велес стана град каде што има декан, каде што има деканска управа, каде што има факултети, каде што има можност учениците од Велес да го продолжат своето високо образование во нашиот град. Покрај формирањето на
покрај формирањето на Факултетот за технички и технолошки науки, во овие неколку години во Велес започнаа со работа и дисперзирани студии на повеќе факултети од Битолскиот универзитет и од Скопскиот универзитет, правните насоки. За време на овој владин кабинет околу 2000 семејства во Велес започнаа да добиваат субвенции, што би значило одредена бројка од 7-8 илјади наши сограѓани, било од градот Велес, било од општините Чашка и Градско. Во време на овој владин кабинет започнаа и длабенски истражувања и ископувања на археолошкиот локалитет Стоби, кој што во доменот на правењето на овој регион попривлечен за туристи, и тоа како многу ќе помогне.